Прекрасният мирис се шири из цялата куйна. Като ще ми кажи на баба, по кремите не трябва да има останато кромит. Трябва тавчето да ти биде уредно, кога готвиме. Откако завършихме с пиперът, време е да ги изчистим морковите. Морковата е много здрав зеленчук. Всекако е здрав и има много минерали и витамини. Одиме да го видим кромият и пиперките. Сега трябва да го ставим морковът, който е добро изсъцкан. И пробешувам. Това манджиче баба ми чисто го прави, затоа кога ќе го види, много ќе се израдува. Сега ни трябва 2 мъдри пътлиджани. Овој французският дългият и нашият обичаен. Първо трябва да се измият. И да им ги осечеме дръжките. Също забравих да пофалам моята мила баба. Има и градина, koja je održila za ovakvi ručaci. Da, obožava cvekiga i normalno gradinati je puna sa cvekiga, zelenčuci, ovošje i всекогаш се свежи. После сечкането на модрият патлиджан се вратихме на тавчето, в което се пържат така ще гледат морковите, пиперките и кромит. После промешването ги ставяме мъдрите патлиджани. Промешуваме. Това е зелка зелена, на 4 дела делена, koja не е дел, припада за мене, който трябва да го изсеча. Доволно е. Сега я ставаме в тавата, на която ще се пържат белите состейки. Ето, това е промешуване. Да промешуваме зелката заедно с другите состойки, морковът, пиперката, кроминът. И ни оставим още патлиджанът, кой сега трябва да изсичкам. Го сичам овој патлиджан, ситни коцкички или добатот. Го сичам на половина, само отстрануваме шпита. И како ще гледате, веќе нема место, затоа во тава. Ова иде во тава, ова што ќе се карчка и ќе се пържи. Гледате, полека како тавата се полни со разноразни зеленчуци, кои се многу здрави и корисни во текот на животот на човекот. Кој ли е сега, кој го прави невкусното јаде? Ало? Ало? Мамо? Стоја да каже по-брзо, да можем тук имам работа. Добро. Майка ми ме прашува што правам, каде сум и тие други работи. Најдобро било
вечер да дойдат и да ме вземат от тук и да пробват това вкусни ядене, що и аз го приготвувам. Сега, затоа што ги ставихме сите зеленчуци кои ги најдов во бабината летна кујна и не остава се уште брокола. Барем така пишува во книгата на баба, која броколата се користи многу често како зеленчук. Ми ќе сицкаме и ја дадаваме во тавата. Сега редот на зачините кои треба да се стават во ова летно манџиче, а тоа се солта. Секако сол се става по вкус. Сув мешан зачин. Ево уште малце ги ставам. Ќе ставам исто така црвен пипер, кој баба ми го употребува во многу јадења и кој дава добар шмик. И исто така ќе ставам свеж мак донос од градината на баба. И промешувам. На почетокот, кога дојдов кај баба, го намирисав убавиот розмарин, кој прекрасно мириса. И ставам. Ова е сосема доволно според баба ми. Претходно ставив вода, која треба да се долее малце. Тоа е доволно. И промешувам. Откако го промешав, да, треба да се провери дали е добро по вкус. Одлично. Едно чешне лук. И сечкаме. Лукчево најчесто се користи кога сте на гости кај баба, а најчесто не се користи кога сте на гости кај другар или кај другарка. И сега го ставаме. Почето промешуваме и откако ќе промешуваме, ставаме бибер. Гледам дека тука во тетрадкава има многу разноразни колачи и други ствари. И има многу разноразни зеленчуци и зачини, кои исто така ги има во градината на баба ми. Ставам тетрадката и го промешувам. Летното манџиче, јадењето е готово и го тргаме од оган. Сега едам да подготвам масата. Летното манџиче. Ако
сакате да знаете како се прави бабиното летно манџиче, информациите ќе ги добиете попосле. Здраво, бабо! О, здраво, здраво, шо правиш ти? Еве, тие гости, ја на гости. И сега? Шо правиш, Мила, тука? Јадење правев, На масата гледам нешто. изненадување правев. О, може да го пробаме? Може. Да ти кажем нешто, јас сматрам се на белјата, буричкав по работите и дадов тетрадка. И си најдов рецепти, се читав и најдов балетно манџето и го направив. Да го пробам. Пробај да го пробај, да видиш дали сум го направила како ти ще го правиш. Пробај ли? Благодарам. Многу убаво. Сега може да ги викнеме другите. Може. Сите присутни викни. Добро, ќе ги викнам. Сви се залепиат сребата. Ајде да сте. Дојди, ајде. Кај се другите ги нема? Тие што сме све. Ништо не прави. Идемо,